Благодарам. Колега Трпевски, во рамките на моето скромно знаење за буџетот, сметам дека во буџетот треба да бидат предвидени средства за оние 500 полицајци кои што ќе ги вработите во МВР. Треба да бидат предвидени средства за бруто плати за нови 500 полицајци во МВР. Барав, не успеав да ги најдам во ниједна ставка од буџетот. Ке ве молам во контрарепликата, кажете ми во која оставка од буџетот се предвидени бруто платите за 500 нови вработувања во МВР. Ама, гледајќи го буџетот, исто така со моето скромно знаење, онаа што го видов, во рамки на онаа што го зборевте вие за задолжувањето, со буџетот предвидени 17,8 милиарди денари домашно задолжување, а со ребалансот 20,8 милиарди денари. 50 милиони евра повеќе. Задолжување во странство 12,3 милиарди денари предвидено со буџетот, со ребалансот 18,45, 100 милиони евра повеќе. Ако не е така, коригирајте ме во контрарепликата. На страна 77 е ова од буџетот. Само да ви подсетам, оти кратко ви е времето до контрарепликата. Околу заостанатите долгови од 5 нижили се обиде владата да покаже, демек има заостанати долгови. Министерот за финансии зборуваше тука, ама еднаш во експозето зборува долгови, друг пат обврски. Меѓународно признат критериум за тоа што се заостанати долгови, знаело министерот за финансии, е 60 дена од крајниот рок на доспевање. Тоа е критериум и на Светска банка. Меѓутоа, вие во обидот да фрлите црно петно на владата, предводено од ВМРО ДПМН, од 5 нижили се обидовте да дојдете до некоја сума на заостанати демек обврски, вклучувајќи небуџетски корисници, јавни предпријатија, општини и што уште не и дојдовте, иако предвидувавте милиарда евра, дојдовте до некои 363 милиони евра за обврски, а не долгови. Тоа околу сите ваши обиди. Сега министерот за финансии ќе го правда ова поголемото задолжување од планираното, демек многу била кредибилна сега оваа влада и затоа имало ниски стапки на задолжување и демек раздолжувањето сега било 297 милиони евра во 2017 и прави споредба со 2008 кај што било 114 милиони евра. Па зошто не прави споредба со 2015 каде што сте 664 милиони евра вкупно раздолжување? Зошто не каже дека 174 милиони евра се предвремено платени во ситуација на раст на доларот во однос на еврото? Или се што беше нормално во времето на ВМРО ДПМН, СДС го покажуваше како